Борбата за слобода во историјата на Македонија секогаш била водена под истото име, под името Македонија. Уште во 16-тиот век европските карти почнале да ги цртаат етничките и географските граници на Македонија, а земските грбови ја бележале земјата Македонија. Во 17-тиот век австрискиот цар Леополд на карпашовите востаници и на населението во Македонија им се обратил со македонското име. Со името Македонија, востаниците се повлекле прво во Австрија, потоа во Русија. Формиран е нов македонски полк, различен од другите балкански, христијански емигрантски полкови во Украина, кои биле обучувани за борба против турците. Во 1829 година, во разгорот на руско-турската војна, македонецот Трифон Неделјевич Давидски испеа македонска песна. Тој се обраќа до жителите на Македонија. Да востанат сите македонци, за да се ослободи нашата проотческа земја Македонија. Во 1846 година, учителот Ѓоргија Македонски со гордост изјавува: Словенското писмо го научив од татко ми Димитрија Македонски, кој што така се вика зашто сме македонци, а не грци. Во 1848 година јерејот Димитрија запишал: Роден сум македонец и службата си ја терам на словенски. Во април 1860 година цариградскиот весник пишува дека печатарот Киријак Држиловиќ во Солун набавил словенски букви за да печати книги на македонски јазик. Но наклеветен од грците, турците му ја затвориле печатницата. Учебникарите во тие години на 19-тиот век своите учебници ги пишуваат на македонско наречје. На 23 јуни 1870-та, во моментот на конституирањето на бугарската екзархија, во цариградскиот печат еден македонец во статијата "Еден глас за цела Македонија" го постави главното прашање. Не е срамота да ни кажат: барем да не си ја буфтаме главата суетно, та после да си имаме големи главоболија, прашања македонски. На 18 јануари 1871 година, бугарскиот национален деец Петко Славејков во статијата "Македонското прашање" за прв пат пред европската јавност отворено признава. Вели: најпосле македонското прашање излезе најаве и се покажа во печат. Многу пати сме слушнале од македонците дека тие не биле бугари, ами македонци, потомци на старите македонци. Зошто и денешни жители да не се од македонска крв? Тие се прави македонци, чисти словени, затоа самите македонци му подвикнале на Славејков. Се откинавме од грците, под други ли да паднеме? Во 1875 година, војводата Ѓоргија Пулевски во тријазичниот речник во Белград извикува: и македонците се народ, и местово нивно е Македонија.
Наше отечество се вели Македонија и ние се именуваме с македонци. Почна со македонското име. Димитрија Беровски во Розловечкото востание на знамето напиша Македонија и под лавот од македонскиот земски грб повика елате да ве ослободам. 3 години подоцна, Кресненското востание, дури и во печатот на главниот штаб е наречено Македонско востание, а востаниците Македонска војска. Донесени се правила и устав на Македонскиот востанички комитет. Нашата цел на Македонското востание е ослободување на Македонија. Во востанието учествуваат луѓе од самата Македонија. Востаничкиот војвода Ѓорѓе Пулевски ја објавува поемата Самовила Македонска. Насловот на неговата стихозбирка е Македонска песнарка. Во 1879 година Ѓорѓе Пулевски потсети дека Македонија се бори за кралевина Македонска. Дал сте чуле, македонци, стари људи отуговорат? Од македонци по јунаци над нив не било. Цар Александар Македонски 300 лета пред Христа со македонци сву вселену повладал. Наш краљ Филип славјанин е. Цар Александар славјанин. Наши баби славјанки ги родиле. Македонци, сетите се за јунакство македонско, та спроти старих вие сега да следувате. Во 1880 година, вооружената борба за слобода ја продолжува Македонската лига. Се свикува Народно собрание на Македонија. Се избира привремена влада на Македонија. Се подготвува устав за идното државно уредување на Македонија. Се донесува воена инструкција за формирање на македонска војска во автономна држава Македонија за действување на македонската војска. Манифестот на главниот штаб на македонската војска се обраќал до браќата македонци со девизата смрт или слобода. Во 1881 и манифестот на привремената влада на Македонија ги повикува македонците за единствена и обединета Македонија. Во тоа време, Марко Цепенков наведува дека во западниот дел на Македонија постојат повеќе од 80 војводи и комити, за кои народот пеел песни, во кои ги славел борбите за ослободување на Македонија. Близу до пред 100 години војводи сме имале. Тоа нешто може секој да го поверува и од уста предадено, а најпоиќе од стари песни, што се пеат од старите луѓе. Турската ненавист против нас беше голема и најлута. Грабање стока и челата беше катадневно, да дури и досега. Убивање и безчестување праја безбожно. Никој ништо не можеше да му речи и одречи. Се јавуваше по некој срчоен човек да му врати на некој турчин злото што ќе му го стореше, и тој со зло. Арно, ама, тој веќе требаше да си ја реши животта или да бега во Србија, али во некоја далечна страна,
да така, да Куртулиса жив. На 5 јануари 1885 година, крушевчанецот Марко Атанасов Мушевик, македонец, бил примен од рускиот цар. Му предал меморандум од името на сите македонци. Меморандумот бил објавен во петербуршкиот весник Свет со наслов Жалната состојба на Македонија под турско робство. Понатаму во текстот. Ние, малите несрекни, но силни духом словени македонци, едногласно молиме да обрнете внимание на сегашните наши страдања што ги трпиме под турско робство. Во 1885 година во Софија почна да излегува првиот весник, Македонски глас, што ги храбри македонците за организирана борба за слобода. Формиран е и тајниот македонски комитет во Софија, кој се поврза со Белград, а во 1887 година е направен обид во Цариград да се издава весник на македонски јазик, Македонски лист. Во Габрово, леринчанецот Спиро Гулапчев ја објавува книгата Еден поглед по етнографијата на Македонија. Предлага посебен македонски литературен јазик со посебен правопис. Гулапчев повикува Македонија да составува одделно политичко цело на Балканскиот полуостров. Ако нема федерација, нема да има слободна Македонија. Во 1886 во Санкт Петербург излегува Јастребовиот зборник со народни песни и обичаи, што предизвика бугарско-српска расправија околу народноста, јазикот, фолклорот и историјата на македонците. Во 1887 година Петар Драганов, руски славист во Петербург, од Македонија го донесе обемниот зборник со материјали, проучувањето на Македонија во етнографски, диалектолошки, историски и археолошки однос и започна објавување на студии, карактеристики на говорите на словенското население во современата македонска провинција. Во 1894 во Русија излезе од печат првиот том од македонско-словенскиот зборник. Драганов прв научно го представи македонскиот јазик како посебен во словенскиот свет и укажа на македонската национална свест. Истовремено во Виена, австрискиот публицист Карл Хрон ги објавува во австрискиот печат истражувањата за Македонија и за македонците, а потоа во посебно издание под наслов Народноста на македонските словени. Хрон пишува дека според историјата и според нивниот јазик, македонците не се ни срби, ни бугари, туку се со посебен јазик. Тој потврдува дека македонскиот јазик со своите собствени закони за развитокот на гласовите и според неговите граматички правила формира еден собствен јазик. Охриѓанецот Коста Шахов на 21 октомври 1888 година, најпрво во Русе, потоа и во Софија, го издава македонскиот весник Македонија. Во уводниот дел, во првиот број, пишува: денеска печатот е посилен од топ и со него се служат сите народности во светот, освен нас. На 18 август 1889 во весникот Македонија под псевдоним Еден македонец излегува статијата Мислење за решавање на македонското прашање. Меѓу другото пишува: ние не можеме успешно да го бараме својот спас ниту како грци, ниту како срби, ниту како бугари, туку како македонци, на кое веруваме сите ќе погледнат со добро око.
На 23 февруари 1891 година во истиот весник е објавена статија на Јуношевски Ј, псевдоним за Никола Наумов. Тој е основач на младата македонска книжевна дружина. Статијата е под наслов "Интелигенцијо, да ти е црно лицето". Авторот станува против екзархот и бугарската екзархија и повикува за револуционерна борба. Тој пишува: "Време е веќе македонската интелигенција сама да превземе иницијатива, да не остава македонското прашање да го експлоатираат и да го монополизираат други, да покаже пред целиот образован свет дека Македонија има своја интелигенција, што е во состојба не само личните интереси, туку и самиот свој живот да го жртвува и да покаже дека македонскиот народ е достоен за политичка слобода и култура, поставувајќи го принципот: политичкото македонско прашање врз македонска почва, а средствата слобода или смрт". Европскиот печат постојано ја нагласуваше актуелноста на македонското прашање. Во 1890-тата Петербуршкото словенско благотворно друштво, како прилог кон својот календар за 1890-тата, ја објави етнографската карта на словенските народности, во која првпат и Македонија доби посебна етничка боја. Тоа представуваше прво меѓународно признание на македонскиот национален идентитет на словенско ниво. Кон крајот на 1890-тата, во станот на студентот Даме Груев во Софија, младите бегалци од школите во Солун, а потоа и од Белград, Петар Поп Арсов, Ѓорѓи Баласчев, Никола Наумов, Димитар Мирчев, Христо Поп Коцев, заедно со Иван Хаджи Николов, Лука Джеров, Никола Дејков и други, ги поставија основите на една студентска тајна служба, што стана јадро на лозарското сепаратистичко движење. Во тој круг се најде и младиот бегалец од Белград, Крстеми Сирков. Таа млада македонска книжевна дружина од јануари 1892 почнува да го издава списанието Лоза. Во првиот број на списанието Лоза, меѓу другото пишува: "Така, човекот има нужда од татковината и народот, но и татковината има нужда од човекот. Денеска, татковината има нужда од нас." Благодарејќи на последните политички настани на нашиот полуостров и географската положба на Македонија, денеска разни надворешни елементи со трескава енергија го засилуваат антагонизмот што и без тоа постои во земјава. Само еден силен отпор од наша страна може да не запази од ненаситни посегања. Значи треба да се соединиме, да се собереме во една општа моќна сила. Сила народна, ако сакаме да ја зачуваме иднината на нашата татковина. Даме Груев ќе запише: "Како студент во Вишото училиште во Софија, студентите македонци се зафативме да се самообразуваме и да се подготвиме за здружена работа. По завршувањето на науките, сите да се прибереме внатре во Македонија, оти таму има потреба од интелигентни сили." Даме Груев понатаму ќе додаде: "Досегашното искуство на нас, македонците, ни покажа дека само со сопствени сили може да се избориме за ослободување на Македонија. Нам ни предстои долга и макотрапна борба за обединување на народот во Македонија, за да се спротиставиме не само на турскиот терор, туку и на тугите пропаганди што го цепкаат народот на Срби, Бугари, Грци."
Митрополитот Скопски Теодосиј Гологанов ја отфрла бугарската екзархија и ја побара Охридската архиепископија како македонска црква, па макар и под унијатска заштита. Тој беше маркиран како македонец, опасен за бугарштината. Во 1892 во Костур општината ја отфрла екзархијата и го воведува македонскиот јазик во училиштата и во администрацијата. Се пишуваат своји учебници, македонски речник и граматика. На учителскиот собир во Воден, учителот Иван Гогов во рефератот побарал да се упати апел до високата порта за давање црковна и културна автономија на Македонија, преку обновување на старата Охридска архиепископија и создавање народна просвета надвор од црковните институции. Името на земјата Македонија и македонците како посебен народ, одвојувањето на македонскиот јазик како посебен литературен јазик, македонската црква како посебна и борбата за слобода на народот и својата држава беше вкоренета во свеста на народот. Создавањето на македонските револуционерни организации ТМРО и ВМРО или подоцна ВМРО беше резултат на еден развоен пат на таа македонска свест